Добар ден, добре дојдовте во новото издание на Никој да не знае. Никој да не знае освен јас, вие и тој, нашиот гостин. А кој е тој, кој е во студиото на Телма? На сцената е години наназад. Сега е дел од едно музичко шоу, веројатно ви е познато од таму. Ако не сте го виделе некаде низ места широм Македонија, каде што настапувал со својот бенд долги години, а сега и сам, никогаш не е доцна, се вика музичкото шоу. Прекарот всушност го добил по бендот со кој соработувал години наназад. Потикнува од семејство каде што музиката од секогаш била составен дел од животот. Како вели самиот, музиката е негова голема љубов и движечка сила, а со текот на годините таа му станала и професија и начин на кој ги изразува своите емоции и се поврзува со луѓето. Бобан Зафировски или едноставно Боби Амадеус, може така? Слободно може така. Здраво, живо и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. По оваква помпезна најава, не знам што да кажам, само многу ми е драго. Да. Од секогаш ја пратев ваша емисијата таму позад малите екрани, а сега еве јас се најдам тука. Сега некој друг има ли ја позади малите екрани? Така е, така е. Боби, прво да почнеме со она што е како да кажам, една убава награда која што имате добиено, па ќе ја слушаме и песната. Значи, само да им кажам на гледачите, заради тоа што е едно убаво издание пред Велигденско, па заради тоа ќе имаме и 3 песни наместо 2, како што е секогаш редот. Ќе пееме повеќе. Значи, како се случи Нови Сад, како се случи тој тамбурашки всушност фестивал на кој што отидовте и ни помалку ни повеќе земавте прва награда? Како што кажавте, ни помалку ни повеќе, тоа е Светски тамбурашки фестивал во Нови Сад, што се одвива скоро секој година, беше лани 2025 август месец, 18 поред. Главниот виновник, зборам во позитивна конотација, господин мој сограѓан Нино Величковски, јавно му се заблагодарам, тој ми се јави и вика: Боби, сакаш ли да учествуваш да пееш на тамбурашка Мондовизија, фактички тој дел, пошто има 3 вечери, да пееш, да ја представуваш Македонија, да пееш, како да не сакам. Тоа е предизвик за мене. Така. Ете, тоа е главниот линк за ја да дојдам таму, бидејќи не знам колку луѓето знаат за Нино Величковски, он е во Светската тамбурашка асоциација со години назад се дело таму и секоја година, скоро 20 години повеќе, се прави тамбурашки фестивал во градот Куманово наш. И сега, чија е Новосаѓанка? Ајде, кажете ни изборба пред да ја чуеме. Песната е како наменска новосаѓанка, пошто фестивалот се одвива во Нови Сад. Комплетен автор на номерата е господин Ѓорѓе Ковачеви, го поздравуваме, кој живее и плоден автор, кој живее и твори во Нови Сад, комплетен автор е тој. Фестивалот секој како фестивал нели си има конкурс, се примат песните, оние екипата која ги прима песните и кои мисли дека треба да поминат, ги после барат, ги одбират и после барат интерпретатори. Бидејќи Нино го познават и се обратили на Нино, каже дали некој може да ја представи твојата држава, да пее на нашиот овој престижен фестивал. Се разбира, ми се јави Нино, ја слушнам песната и дали мора да кажам дека и текстот беше на српски јазик, да, но ете сака од организациониот одбор таму, ако може да се преведе текстот на македонски јазик, и секогаш е потешко да се преведува текст, да се прави препев, он се напише текст. Но за нашиот господин Огнен Неделковски, кој направи препев, со него волшебно перо направи препев. Така, не е проблем. И за него е тоа, за пола сат максимум, ја напиша песната. Стварно? За пола сат направи препев. Леле. Прочита, направи препев, пративме таму и кажа, ово е перфектно, одлично, останува секако што треба. И песната се вика Новосаѓанка. Да. И сега пред да слушаме само како изгледа тој фестивал, чисто вака да знаеме, ако е светски фестивал, од каде се има луѓе? Ке нагласам. Добра. У правом смислу е светски фестивал, пошто имаше учесници од 14 држави. Охо, браво. Значи може да кажам дека тој фестивал, ако може да кажам фестивал, или може да го споредам со Евровизија. Само тамбурашка Евровизија. Евровизија во тамбурашки мод. Бидејќи од повеќе држави има учесници. И да кажем дека е, мислим, самата организација е перфектна, од самиот прием, дочек, технички, со тонски проби, со сместување, со и така натака, пошто тој фестивал има 3 вечери. Јас пеја втората вечер, каде што се представуваат интерпретатори, така да имам, како да кажем, преубави спомени. Самиот третман на учесниците, сакам да кажем, се чувствуваш како едноставно прекрасен третман имаат, организацијски така натака. И, како што кажете, малку ни повеќе, но прва наградичка. Јас изненадив кога прочита таму. Зборам, мора да нагасам прва награда, зборам како композиција. Значи, заслужни за таа прва награда не сум само јас. Така, сите овие луѓе кои што ги споменавме. Јас дадов допринос да ја интерпретирам таа песна,
композитор зборам, текстописецот. Интересно, таму сите numeri се прават во тамбурашки мод. Се пишува аранжман за тамбурашки. Таму нема други инструменти, сем тамбурашки. Тој е големиот тамбурашки оркестар на радио телевизија во Војна, кои се максимални професионалци. Тоа секој година фестивалот се одржува на Тврđава, нова година, ланска година беше пред платото на Спенс. Тоа е огромен стејч, огромна бина, мислим. Имаше многу луѓе? Посета, што да ви кажам, значи од 7 до 70 години. Посластица на сето ова зборам, сега покрева целото, додека траеше жирирање зборам на нашите интерпретатори, не зајавуваше ни помалку ни повеќе. Знаете ли кој е уште жива легенда на тамбурашката музика воопшто? Кој? Кај нас. Кој? Не, воопшто. А не знам, Звонко Богдан, вајде. Така. Погодив нешто. Посластица на сето тоа, да кажа, Па значи сте уживала. Па што да кажам, го донесува со кочија, со наш со самиот сите салтанати. прием, наш, како да ви кажам, со, мислим, прекрасно доживување. Одлично. Ете, тоа е Ќе моја ја чуваме нова сажанка сега. Се разбира. 25 секунди имаме за да се намести Боби на сцената и ја слушаме песната победничка од Нови Сад. Брзаш звездо ти во ноќта, сега кога конечно е моја, очи горат, усните се љубат, како дете во неа се губат. Очи горат, усните се љубат, ако сонам, некам да ме буда. Застани малку, силен Дунаве, 300 тамбури за нас свирете. Ноќта е наша тивка преградка, кога љуби новосаѓанка. Застани малку, силен Дунаве, 300 тамбури за нас свирете. Ние сме двајца, една преградка, така љуби новосаѓанка. Каде брзаш, зоро, што се криеш? Нели гледаш, покрај мене спиеш? Не ти давам минута да крадеш, сега кога живеам со надеж. Не ти давам минута да крадеш, фала небо, неа што ја дадем. Застани малку, силен Дунаве, 300 тамбури за нас свирете. Ноќта е наша тивка преградка, кога љуби
Novosađanka, zastani malku silen Dunave, 300 tamburiza na svirete, nije sme dvajca jedna pregradka, taka ljubi Novosađanka, taka ljubi Novosađanka. Ета, се подсетивме или ја слушнавте можеби за прв пат, уживавме во Новосаđанка и сега продолжуваме со муабетот со Буби Амадеус. Значи, ова Буби Амадеус е заради тоа што беше многу години дел од групата Амадеус. Ке зборуваме во вториот дел, така некако ги поделивме работите, но ја сакав да почнам да продолжам со она што го кажав и не го кажав всушност во најавата, туку го прочитав пред додека Буби пееше. Прво вика, велиш, почнав да свирам, пев срамежив за пеење, па татко ми ме убеди да пеам. Професионално се занимавам со музика од мои 18 години. Што беше прво? Значи, прво дојде некој инструмент на кој што свираше ти или како? Вака. Јас посетувам нижа музичка школа. Значи, моето музичко образование потекнува уште од основна школа. Првото лијане кога појдов во основна школа, тогаш појдов и во нижа музичка школа. Значи, под нижа музичка школа има фантастични професори. Еден од нив што ми предаваше солфеж теорија господа Милдар Божиновски Миче. Тој веќе ме меѓу нас, но него тој ми го трасираше патот, зборам. Да. Така, ми го табаше патот, ми се трасираше во прав правец. Многу научив од него, мада професор што свирев хармоника, господин Зоки, него го поздравувам. Значи, хармоника почна? Јас свирев хармоника во нижа музичка школа, но така напоредно, гледајќи го господин професор Милдар Божиновски како свири клавир, онака со очи го впивав на неговото музицирање, свирење, знаеш. Тој знаеше да тој беше многу големи педагог и сите можни начини. Јас и мој другар, што понатаму ќе стане збори за него, бевме миленици на тоа што водевме. Како генерација се зборам, миленици бевме на ова, пошто бевме сите вежба травијата, реголето, свира дела. Ние сега музикални, ние го знаеме делото преку секоја нова година, нели настапуваме, секоја година настапувам, има на крај како концерт за родителите. И сега јас си ги знаеме ние на памет, но што ми се дешава една случка смешна, да се насмееме и ние тука и во студио. Јас излегам сега, нели, втора или трета година, како беше, не знам, излегам и си се поклонувам, добивам аплауз, родители, полна сала, ставам нотите и гледам вака нотите и хармониката. Гледам дека не се тие ноти. Се окочив, да. Добро. Уште еднаш аплауз, ајде. Па гледам, јас се окочив јадно. Таму професор, Боби, почнувај, Боби, ти ја знаеш на памет, почнувај песната, почнувај без ноти. Јас се збуни. Јас кога да догледам, си оставил наопачки нотите. Ете, тоа е настучка, многу смешно да се насмееме. И продолжи после Која продолжи да свирим на памет, не дека не ја знам, ама ете. Ама ќе те извади од памет самиот чин. Да, и така. Една, мислим, од многуте смешки што си дешава, но значи јас од значи хармоника, па потоа почна и клавир да свириш, претпоставувам, или? Свирев напоредно. Кога завршив нижа музичка школа, свирев хармоника и сакав да се запишам во средно музичко. Но тогаш немаше одсек за хармоника на средно музичка школа. Така е, подоцна, многу подоцна беше, така. Нажалост, многу беше криво. Јас се разошарав. Сакав да се запишам како наставен теоретски, како клавир. Но, морам да бидем искрен, тоа школа моци специфично. Се запишуваат луѓе кои имаат таленат и кои немаат таленат, ради престиж и ред други работи. Јас тогаш не успеав да се запишам. Имаше просто на место за фагот, нешто тромбон и така натаму. Јас тоа не го сакам, нажалост. И да не изгубам година, се запишувам во Куманово, се враќам во Куманово, запишувам средно-економска школа, завршувам средно-економска школа, но јас и понатаму се бавам со музика. Катастрофална ми е грешка и ден-денска не може да си опростам. Што не се запишав на музичка академија. Земав часови, се спремав. Добро. За приемен? За приемен. На ова. Ми се ува еден пријател другар од Ниш, вика, Боби, дали сакаш да одиш да настапуваш на Хвар?
супер плата, провод загарантиран, вика. Девојки, нашо се. Ја, како да не, наш, јас отидам, го пропуштам приеме испит. Тоа и следна година се дешава. Да. И ден денеска така натака и денеска искрено ми е криво што тоа него, бидејќи ете останав да се бавам со музика ден денес, како да кажам народски полуписмен. Да. Ете тоа така се. Но добро са, не си единствен, Боби, барем имаш некаква наобразба. Има луѓе што успевали, имаат музички кариери, а не знаат ни една нота да прочитаат. Се слагам. Да, мислам сега нели не е никогаш башка никогаш не е доцна, не е јас сум малку перфекциониста во некои работи, не во некој него баш во професија што ја работам. Ете, како што бидна таа е така да биде пишена денеска се бавам со музика. Така е, да. А на 18 години тато те натера да пееш? Не. Туку? Па така си кажало. Така кажав, него татко ми велеше уште кога јас бев 3,5 години, работев со професионални групи од тогаш бивша Југославија, но кога почна нажалост рат, јас се вратив во нашата држава. Добра. И почнав да свирам со Нино Величковски, со Шојич, со Игор. Така некој малце да свирам, зборам со нив. Ама да свириш? Тамбурашка, да свирам. Добра. Мислим, свирав клавиатури, но како тамбурашки мо со тамбурица, со малце така. Свиравме тогаш, кој толку мало беше престижно место да се доаѓаат. Правевме многу квалитетни свирки. Јас тогаш бев колку 22-3 години. Доаѓа познати естради имиња, писатели, покрај Нино не ги познаваше. Глумци, секаков жанр, доаѓа цела естрада. Тогаш Нино правеше промоции тамо, па изненадување, па Бог да прости сега на Лесма Реджепова. Тоа беа да кажам забави, што да кажам, до зори, до дружење и така натака, ама јас се нека млад, викам сакам нешто малце појако, тогаш добив покана од група. Не дека не било јако со нив, него викам ајде малце и да наслушам својата кариера. Во бенд нешто како тама, така. И покана добив од група Амадеус. Почнав со нив, своето стекнато искуство што го стекнав во соседната Србија, тогаш бивша Југославија, го применив тука. Многу новини зборам воведов јас како идеолог зборам во бендот. Викам слушај, ќе работиме вака, тоа го научиво таму. Ете, се послуша мои совети. Ние бевме така малце како некои првенци во нашава држава околу. Чекај, тоа не го кажувај. Во ред. Тој дел вториот ќе го кажеме потоа. Во ред. Сега, значи да не останат. Добро, ги покажај фотографиите, ама пак ќе се вратиме и на нив, заради тоа што сте имале специфично, значи има муабет тука. Ама ние во првиот дел сакам да го слушаме и Боби Серафимо. Добро. Заради тоа што е твој другар, пријател, соработник, нели се, кој што ќе ни каже, ќе те опиша тебе. Ајде. Боби го опишува Боби, па се враќаме на. Така. Со Боби Зафирировски или Боби Амадеус се познаваме уште од деца, значи заедно тргнавме на основното училиште. Раснавме заедно со музиката, нашите први бендови, први настапи, тинеџерски денови, гитаријади, свирки и навистина имавме, морам да кажам, среќно детство во кое што и тие тинеџерски денови не направија да бидеме ова што сме денеска, значи музичари, професионалци кои што професионално се занимаваат со оваа професија. Како би го опишал Боби? Со еден збор, Боби прво многу талентиран музичар, многу прецизен во она што го работи како музичар во таа смисла на зборот. Сакам да кажам и тоа како човек навистина голем другар, добар пријател, човек кој што секогаш сака да помогне кога некој е во неволја и човек кој што во истински збор е емпата и секогаш, значи, конструктивен кога е во прашање да се помогне, да се направи добро дело. Кои се неговите мани? Како и секој човек, така и тој нормално дека никој не е совршен. Може би негова мана е тоа што е премногу перфекционист, сака сите работи да бидат перфектно изведени, направени, понекогаш тоа нормално дека создава малку и нервоза. Човек кој секој сака да биде организиран и може би тоа е причината понекогаш што јас некогаш можам да му се налутам.
Кога се договараме, например, за некој состанок или за некоја конкретна работа, секогаш достиг. Се надевам дека таа мана ќе ја поправи, иако јас веќе се навикнав на така да функционираме со него. Прашање за Боби. Па би го прашал доколку повторно би се родил, дали би го избрал истиот пат да биде музичар, професионален музичар, и дали повторно би се занимавал со оваа професија. И би го прашал што може би променил во неговиот живот во однос на неговата кариера. Каде се неговите грешки, ако има грешки во тоа негово музичко патување. Толку од мене, поздрав се свега за сега, ви посакувам пријатен ден. Ето, Боби за Боби, ама си кажа човекот баш искрено. Па, види, ние со Боби сме искрени уште, Од како кажа мали, Боби. така, значи... а тоа беше Боби беше оној што го спомена, кој што бевте милиници на професорот. Да. Овој другиот Боби. Так, Значи вие Боби на квадрат бевте милиници. Па што да кажам, такво ни е името. Така. Он Серафимовски, а Зафировски. Така, перфекционист. Тоа не му се, мислам, како мана ти го гледа. И тоа што доцниш. Што се однесе до перфекционизам, зборам работа што ја работам, бидејќи што повеќе човек се едуцира, Добро. што повеќе осознава што се однесува до музиката, било кое поле, секогаш бара се повеќе и повеќе. Знаеш, сега дали можеби тоа го пишувам како Боби перфекциониста, дали тоа како ќе биде како доблест или како мана, тој мислим најдобро он ме знае, ние сме како браќа, некако другари, пријатели. Он така го гледа бидејќи Тоа е кога се прави песна, сакаш ти да знаеш, сакаш ти да биде, кога се настап се спрема. Од се сум се интересирал. Од интерпретација, како се распишува аранжман, како треба да се пее, дикција, како треба да се отсвири, кој инструмент каде во френцеска лага, кога се снима во студија. Затоа што мене ме тоа интересирало. Од се сакам да дознам, да се едуцирам повеќе за да осознам нели што повеќе. Не може да се да сознам, ама да сознам. И тогаш кога треба нешто се работи во студио, дали во лајв, во жива свирка, така натака, нудам такво нешто, но и барам, кај што се поред мене, такво нешто да бидат перфекционисти и тие. Мислам Значи, да бидеме што поидентични, поквалитетни, како да кажеме тоа. Да. А доцнењава? Па Боби кажа доцнење, да, точно е. Ама не многу. На време. Можда академски. Да, до 15 минути. Ние кога работевме, што се однесува до ова доцнење, ние кога работевме, пошто ние живеевме тогаш во Куманово, сите бевме членови град Куманово, живеевме во Куманово, еден беше само во Скопје и девојката што пееше од нас беше во Скопје. Ние патувавме, да кажеме, секој водеше по една недела. Зборуваш за група Амадеус. Група Амадеус, дога работевме долги години во Скопје. И со едно возило патувавме. Добро. И сега нема доцнење. И сега гума се избушила, кумот ми дојде, има некоја образложение зошто. Ја давам предлог. Извините вака, професионално вика. На секој може да му се деси. Само за доснување може да вази. Не да боже здравствен проблем, нели? И ти пукнала гума. А не може ти пука гума секој ден. Точно. Докато тоа не се спочитува, едина превенција да се превенира е процент од дневницата. Опа, така значи? По джеп. Така. И се научија? Ама и тоа за сите, тоа важи за мене. Така е. Од тогаш кога посна тоа, чекај, еднаш, два пати, три удари под джеп, не. Нема ни кум дошол, ни старосват, ни комшијата, не ми запали колата. Нема. Значи, мора да си ја знаеме, професионално работава и затоа ние сме функционирали долг период со бенд и секој си имаше своја улога, задача, улога во бенд, каде што, како за да се функционира, пошто ние бевме малку специфични и ќе зборуваме. Да. Доколку повторно би се родил, дали би променил нешто во кариерата и што мислиш ако нешто во кариерата си сгрешил, што би променил? Која е таа некоја, не знам, место, простор, време кое што би го кога би била совршен и кога би однапред гледал да не ги правам грешките, тоа не постои. Добро. Мислим, прашањето е кога би што би променил ако повторно би требало да градиш кариера? Па да градам кариера вака. Прегеско напоменавте татко ми. Да. Ми велеше Боби, Кумановски ќе го цитирам. Ајде. Боба не вика свири, ама и подпојно вика. Пој. Абе тата си има пејачка, ја ги се свирам клавиатури, викам нешто позади ќе. Пеј, вика, пој.
Знаеш, ке ти треба. Ама тоа не го сватив сериозно, викам, моите инструменти, клавиатури, као бек вокали, па некој песма јас ки испеам, така натака. Но луѓето тоа го приметуваат, Боби, зашто не пееш ти, вика, ти го пееш. Пееш забавно, пееш наравно. Јас некако срамежлив. Искрено ја бев срамежлив некако. Требаше да се сега опуштиш. не сум срамежлив, али долги години бев во бенд, онака се чувствував како тимски играч, сега да не се само ја истакнувам. Така, да. Не го представувам бендот, не се представувам јас. Ете тоа е тоа. Ете, како да кажем, тоа бева 17, 18, скоро 20 на години, како бенд. Сега може би би требал малку порано да, како што ми кажа, никош не е касно да ме прашува, Боби, дали си ти секош бил за клавиатури или таму некош напред? Не, јас секош сум бил позади клавиатури, некош не сум бил нака напред како вокален интерпретатор. И така ми кажа, не е грешка, ти е, па добро сега грешка. Јас не може да ја повратам. Би ја исправил кога би се вратил назад? Видите, години поминале во тој бенд фантастични, мислам. Тоа не може да го оспорам така натака. Многу може би се требало повеќе да се активирам и како интерпретатор, да кажем тоа. Да. Добро. Добро. Одиме со нова песна, Љубиме. Таа ни е следна, може? Може. Ајде. Одиме со джингл, песна и потоа се враќаме назад. Усни како вино да ги пијам јас. Твоите коси како ангел ке ги мрзам јас. Дај ми душо се што имаш, дај за срце спас. Твојот поглед, мила моја, ме излудува. Твојата снага тенка ме занесува. Твојата младост буди чувства како некогаш. За тебе се ке сторам, да ви чувствуваш. За тебе, јас пејам цела ноќ. И ова ноќ нека потрае и сиот свет, нека дознае само ти си живот мој за тебе. Јас пејам цела ноќ.
ете, имаме уште броевме, имаме уште само 3 минути ако сакаме и трета песна да го чуеме Боби Амадеус и сега да не останеме должни пошто цело време го прекинувам околу гардеробата. Ја молам режијата тие да пуштат неколку фотографии. Јас на вистина нели прво е интересно, а второ е веројатно некое друго време во кое што биле нови, како да кажам, на сцената и правеле нешто ново како Амадеус. Иновативно, да, нешто ново. Бенд, да. Кому му текна, Боби? Сакавте да виде нешто ново, како тоа исцели комбинезони, викаше ве сега ќе видиме неколку фотографии што ми ги прати. Фотографија што оди, тоа е фрак стар скоро 100 години, тоа што е извезено, тоа е од срма, златна срма. Така. Значи вие за секој настап, мислам, нели, си ги правевте тие костими? Настапувавме во фракови. Нели, као нешто Амадеус и така натака. Сега вака мора да се пофалам, бидејќи кога престојав во Србија, јас научив полно работи од нив, нели така. И тоа само го принуди кај нас. Што вака колеги, вака да направиме интересно. Ние се појавивме 95 или 6 година кога беше на Тума фестивал во комбилизони. Добро. Оние работнички што сервисираат возила, така. Они прво се буна, бе, како вика ќе ни се смее, бе, Боби, немој, молим те. Другите сите од бендов? Да, од бендов, бе, смешно ќе па знаете, ово е забавно. Ни треба да направиме забава, треба да се смеат, луѓе да ми убаво, да изунеш настевка, не само музика да слушнат, него да видат малци и сцена, и забава, да понудиме забава. Јас бев како идеолог во тие работи, нели? Нормално заеднички одлучувавме, но ја бев идеолог. Имавме секој вечер скоро различита гардероба настапувавме. Леле. Со пилот микрофони, со далински. Правевме нашо на значи вие правите и шоу. Ние правевме шоу заедно во прав смисла шоу правевме. И може да сме меѓу првите бендови што имавме со електронски тапан. И звучевме многу идентични тогаш во тој период што беа песните за нели за свирење. Звучевме многу идентични, имавме современ звук, саунд, наш, имавме квалитетна опрема и така се малку издвоивме другите, имавме многу голема посета. Почетува, луѓето не знаеа и така изградивме некој стил. И од таму е Боби Амадеус. И од таму ми остана прекарот. Инаку Бобан Зафировски, момиско премизи, кој ми го знае? Момиско ми е презиме, си го задржав и ми остана како Боби Амадеус. Слушај сега, никогаш не е доцна. Не смееме да кажуваме детали заради тоа што ова во четвртиот круг се уште не е отидено, но си стигнат и ние држиме само палци. Очекуваш ли дека тоа ќе ти донесе сега она што можеби ти, како да кажам, ти го направи да речеме да не си напред, да не си фронтменот на групата, зад клавиатурите беше и пееше, сега ова со никогаш не е доцна. Само 30 секунди имаш. Заслужен кривец, значи во позитивно конотација мојата мајка. Синко, додека сум жива, сакам да те видам таму. Мама, ти секој ден ме гледаш. Не, сакам таму те видам некако. Во ред се пријавувам. Ме викаат и еве, да кажам, значи кога се работи за медиски простор, не дека сите телевизии тука не остаат такво нешто, но сепак тоа гледат повеќе од 10 милиона луѓе. И не велам дека носи со себе некој бенефит, зборам, ме сеќават луѓето на улица, никад не е касно, викам да, никад не е касно. Се носи бенефит, зборам, во контекст на она што го работим. Мене ми е драго. Тоа е голема одговорност. Тие кои биле знаат каква одговорност, не е тоа мала одговорност. И имаме ние луѓе, нека се прејавуваат. Имаме ние квалитетни инструменталисти, пејачи. Ние сме полни со квалитет. Да. Боби, многу ти благодарам. Немаме веќе време, а ќе ја слушаме Моја жена домачица за крај. Срекни празници, се гледаме повторно од Пред да слушнеме ова, може да подарам нешто? Леле, брзо, Боби, готово. Нема време за песна. Кажи. Еве. Кажи, што ќе ми подариш? Ти свртија према камерите. Одлично. Секојаш кога дојдам прв пат во гости во некоја емисија, носам еден подарок. Најубавиот Леле, како сум убава. Мајсторче, личам? Да. Леле, колку убаво, Боби, многу ти благодарам. Од срце ова е поклон мене. Да. Малце сум побуцка. А добро, сега сум побуцка, слушай или порано? На таа? Да. Ајде сега слушаме музика.
žena domakica, golema mi je kuvarica, sve si znaje, sve razbira, peče mesi i servira, zeljanče ga tanko suka, novo mu je zlatna ruka, za crveni vuselice, kada srza gimekice, zeljanče ga tanko suka, novo mu je zlatna ruka, za crveni vuselice, kada srza gimekice. Ona picu kad napravi, to je onoj ukus pravi, svi što su Vugu probale, lično su mi čestitale, novo je dobra, mi do sada ne smo znale, novo tanka, sočna, meka, bolju ne smo ni probale. Moja žena domakica, golema mi je kuvarica, u kujnu je kuvarica, a u spalnu opasnica. To što narod domacuje, moje uvo ne ga čuje, mene važno arno mi je, do mene ona spije. Zeljanče ga tanko suka, nogovu je zlatna ruka, za crveni vuselice, kad rasrza gimekice. Ona picu kad napravi, to je onoj ukus pravi, svi što su Vugu probale, lično su mi čestitale, novo je dobra, mi do sada ne smo znale, novo tanka, sočna, meka, bolju ne smo ni probale. Nek me mota kako testo, ja od ljudi slušam često, ne mi krivo, ne me žal, pun mi krevet, pun astal. Ogovara svašta zbori, to što ručak mu zagori, sarma krčka, gulaš vrije, a na mene